нашите барања се доставени до раководството. Имавме состаноци, на нашите барања не е удоволено, работниците незадоволни и затоа се овие процеси позади нас. Ако сакате можам да ви кажем кои се Може ли нашите барања. да чуеме што барате? Нашите барања се да не се изплати за останата рата од регрес за годишен одмор за 2022 година. Во најбрз можен рок. Имаме договор кој ќе се почне со производство да се плати, уште не е платен. Вредноста на бодот по кој се пресметува платата да се зголеми за 8 денари. Висината на регресот за годишен одмор за 2023 да изнесува 30.000 денари и да се изплаче еднократно. Минималната сума за никел бонус кој се изплаче на вработните да биде за производство минимално 1300 тона, без разлика дали производството ќе биде помало, а доколку производството е поголемо, да се изплати за колку е произведено. И бизнес план за работа на фабриката. Од тие барања не е удоволено до сега ни едно. Едино имаме понуда за јуни месец 8% на основица на плата, кое што изнесува на коефициент од 1 до 1,5. Почнуваме од минимална плата 20.175 до 20.500 денари. Тие што се нагоре, че имат 8% зголемување на основниот дел од платата. Нашата плата се состои од 3 дела, од кои основниот дел е околу 55%, другиот дел се бонуси и вариабил. Значи само на тие основни дел. Ситуацијата е почната од кога се дојдени фактички. Значи додека другите фирми се покачуваат плати секоја година по 3.000, 4.000 денара, 5.000, нашите покачувања 3 пати до сега беа 800 денара, 600, 1200 денара и од фирма со највисоки примања во просек како членки на СИЕР, нашата плата беше поголема 7.000 денара од сите. Сега дојдеме у ситуација да сме помалци по 7.000 до 8.000 од сите. Очекуваме вие пат дека ќе има такво покачување, затоа што на последниот состанок беше присутен и председателот на СИЕР и се доби некој впечаток дека и кај нас ќе има некој покачување. Испадна дека покачувањето пак ќе биде 25 евра. Работите незадоволни, од месец мај веќе не знае никој как да се израчуна платата. Како се рачуна никој не знае. До петок ќе протестираме, мирни протести. Наредната недела договорено е ќе се свика уште едно собрание и собранието ќе носи одлука што понатаму. Да, значи ние веќе трет ден сме овде пред капијата на Евроникел, да кажам протест без запирање на работниот процес. Нашите членови на синдикат кои се не така мал број, имаме околу 780 членови, се запознаени со целиот процес на протест. Ние оваа недела планираме до петок да го изразиме нашето задоволство без прекинување на работниот процес. Имавме состаноци на повисоко ниво во наредниот период, односно веќе во понеделник и вторник ќе свикаме генерално собрание на синдикатот на Евроникел и таму верувам дека ќе се донесат одлуки што понатаму како ќе продолжиме со нашите протести. Нашата опција е следна: доколку работодавачите не излезат во пресрет на нашите барања се со цел на постигнување за заеднички договор, а во интерес и нормално и на компанијата и на сите овие вработени што се околу 820, а и околу 400 кооперанти што соработуваат со Евроникел, ќе донесеме, да кажам, најригорозната мерка, непопуларната мерка кај секој работодавач да преминеме во генерален штрајк со прекин на работниот процес, нормално да се запазат сите процедури за обезбедување на работните места, околу заштита на работните места и оние работници што мора да бидат присутни за да не се загрози животот на нашите работници. Од капијата на Евроникел упатуваме порака до раководството и менеджментот на фабриката да седнеме час поскоро, да најдеме заеднички јазик, а се со цел за добар интерес и напредок на компанијата во наредниот период, за да можат овие наши членови работници да продолжат да работат нормално со достоинствени плати, како што каже председателот на синдикалната организација. Еве, јас можам да кажам од моје име како председател на СИЕР дека во сите компании онаму каде што сме застапени, а не сме во така мал број, СИЕР број околу 10.000 членови, се зголемуваат платите, односно се согласуваат минимум со 14,2% како што е порастот на трошоци на живот и инфлацијата. Во некои компании и повеќе се зголемуваат бонусите, исплата на К15, а се со цел да се задржи македонскиот работник во овие компании
сите ние знаеме дека не погоди енергетска криза, финансиска криза, и воена криза, и нашиот работник едноставно мора да ја бара екзистенцијата во западните земји. Ние како раководство на синдикатот, тука се и Сојузот на синдикати и други гракови синдикати, даваме максимална подршка за нашите членови и верувам дека ќе најдеме заеднички јазик со раководството и ќе продолжи оваа успешна компанија и во наредниот период да ги остварува своите цели и задачи.